Луѓе, веќе е декември, уште 3 сменети изјави на Заев и ете ја нова година. Еден дел од тие луѓе кои што влегоа во центарот на Куманово се луѓе повратници од Сирија. Луѓе кои што се бореле таму, како што најверојатно се исто така повратници тие луѓе што направија терористички акти во Париз. Алсат денеска го праша Заев дали со оваа изјава всушност си го сменил ставот, затоа што претходно цело време тврдеше дека Кумановската група имала врски и со државни представници. Ставот е исти, во деталите на анализите се гледа дека дел од тие луѓе биле во Сирија. Но секако, цела јавност виде поврзаност на представници на службите од Македонија. Аха. Значи, веројатно, до следното одење во странство. О, не. Од режија ми јавија дека во меѓувреме, додека ги гледавме видеата, уште еднаш ја сменил изјавата. А кога сме веќе кај Заев, контравести се приклучуваат кон акцијата за 30 секунди молк против заканите на Заев дека се обидува да го смени уредникот на повеќето македонски медиуми Мартин Протугер. Да се разбереме, ова е демократија. Никој не смее да менува уредници во Македонија. Кому не му се допаѓа како Мартинчо ги уредува вестите, има избор. Нека гледа контравести. СДСМ и господинот Заев се служат со пресконференции против новинарите, што е чист фашизам, како што вели ВМРО ДПМН. Добро, не убедија кој е фашист во државава, но една работа не можам да разберам. Ај што не го апсат, ај што му дозволуваат да држи пресконференции кога ќе му текне, ај што не му ги пренесуваат пресовите во целост како ние на Груевски, ама зошто тогаш не му ги скратат барем изворите на финансирање? Кој го финансира Заев? Јас го плаќам Зоран Заев. И Зоран Заев ми одговара на мене. Ти го финансираш СДСМ? Значи ти му ги даде бомбите на Заев? Добро, нема да ти биде прв пат. Но да беше Заев политичар со демократски манири, наместо да држи фашистички пресконференции, ќе се разбереше со новинарите на убав и културен начин, како на пример овој. Мистер Пешевски, дали се плашите од новиот специјален обвинител и тоа што МВР сега е во позицијата дека ќе бидат уапстени, бидејќи се слуша на снимките дека сте го... Но не се сите демократи како Пешевски. За жал има и фашисти меѓу опозиционерите. Има разлика. Почитувани, да станеме сите и со половина минута молк и црн екран да им одадеме почит на сите загинати медиуми за време на 10-годишниот режим на опозицијата во периодот додека ДПМН е на власт. Изјавите на Зоран Заев дека дел од медиумите се непријатели на опозицијата доведоа до бурни реакции од главните и одговорни уредници на Дневник, Алфа, Сител, Канал 5 и МРТВ. Тие се потпишаа и се огласија дека не сакаат партизирани медиуми, односно не сакаат медиуми кои не се партизирани од ДПМН и бараат оставка од Заев како лидер на СДСМ. Згрозени од изјавите на лидерот на опозицијата Зоран Заев, во знак на револт и протест, овие медиумски куки своите вести ги започнаа со 30 секундно молчење, кое можеби е единственото добро нешто во нивните вести. Но, како наши колеги, решивме да ги поддржиме во тоа. И на вистина, штета е што тоа трае само 30 секунди, а не 30 минути. Но, добро е за почеток. А сега да се вратиме на шумот на парите или слушам кај шумат парите. Што всушност предизвика изјавата на Заев за уредниците на овие медиуми? Или новинарски прашано? Кола навреда, обвинување, закана или притисок? Како колегите од Алфа телевизија ја доживеа изјавата на Заев? Како ја доживеа? Ја доживеа со шок. Значи, сепак станува збор, треба да имаме предвид, тој човек е лидер на опозиција. Ова беа Горан Петрески и Коле Чашуле, некогашните први перјаници на тогашната негледана, а сега затворена А1 телевизија и весникот кој беше меѓу најчитаните, а сега веќе непостоечки дневен весник Време.
А кога веќе зборуваме за лидерите и нивните мислења за медиумите, добро би било да видиме некој позитивен пример за тоа како некој друг лидер, што не се вика Зоран Заев, се однесувал кон тогашните најгледани и најчитани медиуми. И ова е уште една прилика да повикам до сите граѓани на Република Македонија, информациите кои што доаѓаат од дадена телевизија и весниците Време, Шпиц и КХР да ги земаат со сериозна резерва и добро да ги проверат пред да почнат да им веруваат. Значи, ако го земеме позитивниот пример на лидерот што не се вика Заев, тогаш можеме да заклучиме дека и нивните сегашни тврдења на оваа дебата граѓаните треба да ги земат со сериозна резерва и добро да ги проверат пред да почнат да им веруваат. Се разбира, на уредниците никој не смее да им врши притисок за да ја кажуваат вистината, затоа што кажувањето на вистината е право на избор. За нив најважно е да има нарачани вести. На таа пара што ја добиваат од владата, уште да треба и сами да ги прават вестите. Затоа, уште еднаш да повториме, вестите и информациите што доаѓаат од овие медиуми, граѓаните треба да ги земат со сериозна резерва и добро да ги проверат пред да почнат да им веруваат. Ако секнат владините пари во медиумите, ќе секнат и нарачани вести. А ако нема нарачани вести, тогаш ќе мора да се сработат вистински вести. А без Google Translate и телефонски повици од Мартинчо, правењето новинарска и објективна вест е една од најтешките и најретки работи во Македонија. Океј, свативме. Следно што ќе биде струја ќе ни снема. Интернетот ќе ни падне, публиката ќе ни ја земете. Имате вие доволно публика, мислам, на тие лични карти. Сите што јас го работам, каде год се појавил, бил на во врвот и има публика повеќе колку што Зоран Заев има гласачи. И не дозволам да ми се заканува, не било кој друг. Сепак, би прашала експерт да ни објасни повеќе околу оваа тековна дебата за медиумите. Во студиото со нас е експертот за медиумски политики Неја Латас, нашиот Рони, магистер по медиуми. Рони, што е работата? Зошто си во црно? Дали се придружуваш на молкот или го жалиш договорот од Пржино? Да, Ивона, но истовремено како целосен независен експерт, кој нема никаква допирна точка со владеачката гарнитура, се придружувам на молкот. Кој молк, Рони? Кој молк? Тоа е за напатени медиуми и новинари кои се мачат да живеат како мечки во пештера, а не е за независни експерти како тебе. Ивона, како што очигледно знаеш, неколку целосни независни медиуми заедно протестираат против фашистичкиот предлог на оние, име да не им спомнам сега, на оној од Муртино, црпнатиот. И по моje мислење, јас би предложил дека треба да размислиме и ние и да се приклучиме, сигурно кој може, не мора, реално не е морално, ме разбираш? Се согласувам, Рони, се согласувам, не е морално. Туку за предлогот на... Благодарам. За предлогот на Заев сакаше да кажеш. Заев нешто предложил. Предлогот на Заев? Предлогот на Заев е... Реално да знам дека е лош. Тоа е. Знам дека е лош, а кога мене ми кажуваат и не мора да прашувам. Туку мора да протестирам и затоа си протестирам. Добро. Добро протестираш. Кое ти е барањето, Рони? Барањето... Ивона, барањето ми е дека се придружувам на барањето да целото раководство на СДСМ со се Заев да си даваат оставка. Тоа ми е барањето. Оставка? Да. Зошто? Како зошто? Затоа што меша политика у новинарство. Како зошто? Чекај, јас мислев дека треба да си член на партија за да бараш оставка од лидерот. Ти си или не си во СДСМ? Слушај се, бев во времето на А1, а сега не сум. Сега сум независен како и моите бивши колеги од А1, а сегашни во Алфа и у МРТВ. Чекај.
тогаш вие барате да не се меша политиката во новинарството, така што го мешате новинарството во политиката на една партија. Мене не сте ми јасни. Слушај, ние не треба да ти сме јасни. Јасно треба да ти биде само пораката кога ќе ти ја испратат. Дека мора да протестираш и ќе треба да протестираш. Тоа треба да ти е јасна. Добро. Добро, да речеме ако јас тргнам да протестирам, ако тргнам јас да барам оставка од Латас од раководната позиција на уредник во Дневникот на Сител? А како мислиш да протестираш? Слушај, не може никој да бара оставка од уредник на телевизија. Реално може само уредниците да барат оставки на лидерите на партии. Не. Јас ќе протестирам и како акт на револт ќе престанам да плаќам данок. Не, те молам Ивона, немој така. Не, ќе плаќаш како нема да плаќаш. Ако не плаќаш данок, тогаш државата од кај може да се рекламира у Сител, у Канал 5, у Алфа, у Дневник и ние просто што протестираме. Од кај ќе добиеме плата? Ајде, не се играј сега. Како може ние, на пример, плата, како ќе живееме? Кажи ми ти мене сега. Фала ти, ај мрш